Овој тренд навистина е загрижувачки. Ги прашуваме директорите, контактираме со нив која е причината, зошто учениците бараат исписници од училиштето и овие одговорот на родителите се дека заминуваат во странство. Дека тоа е причината, се иселуваат комплетно и семејствата ги напуштаат своите родни огништа и заминуваат во други држави во светот. Факт е дека моето училиште било училиште кое што запишувало и броело со најголем број на ученици. Можам да кажам дека пред 5 години училиштето броеше над 1500 ученика. Еве денес веќе после 5 години тој број, како што слушнавте, е 893. Навистина станува збор за голема бројка, разлика во броевите пред 5 години и денес. Ако пред 5 години бројот на запишување на ученици во прво одделение било околу 150, денес можеме да кажеме дека таа бројка се движи некаде околу 100. Груба пресметка, околу 50 ученика во старт помалку запишани во училиштето само во прво одделение. Текот на првото полугодие, значи од септември до декември оваа година, се иселени вкупно 81 ученик од нашата општина, од кои 12 ученици се во средното образование и 69 ученика се од основното образование. Во средното образование имаме еден тренд на помал број на запишани ученици уште во самиот почеток на училишната година. Значи не се ни запишуваат и тоа се забележува постојано. Секоја година се намалува бројот на ученици запишани во средно образование. Значи откако ќе го завршат основното, заминуваат во тој период, не ни запишуваат нова учебна година и затоа тој број е помал во средното образование на ученици кои што се испишале од училиштето. Во прво одделение се случува да се запишат 150 ученика. Се формира пред неколку години паралелки, бидејќи не беше возможно да учат ученика над 30 во една паралелка. Се формираа и нови паралелки, меѓутоа еве денес со иселувањето, со заминувањето во странство, се доведуваме во ситуација да често пати на почетокот од учебната година бараме согласност од Министерството за образование да ни дозволи да формираме паралелки и со помал број на ученици. Значи се доведуваме до ситуација каде што имаме паралелки со под 20 ученика, значи не го задоволуваме ниту основниот минимум кој што е потребен за формирање на паралелка. Значи се поактуелно и се поевидентно е дека учениците ни заминуваат, значи не се во училиштето, не се во општината, не се во државата. Анализите покажуваат дека имаме нефункционална училишна мрежа која се карактеризира со паралелки, со многу малку деца и тешкотии да се обезбеди квалификуван кадар за сите предмети, особено во руралните средини. Добар дел од општините се соочуваат со проблеми во одржувањето на старите училишни објекти, кои не ги задоволуваат образовните стандарди. Оптимизирањето на училишната мрежа не подразбира затворање на училиштата и намалување на бројот на вработени.
Во случаите каде што немаме доволен број ученици заради намалениот наталитет или миграцијата, ќе се консултираме со локалната заедница за да се идентификуваат потребите за пренамена на неискористениот училишен простор за задоволување на потребите на граѓаните од други социјални услуги.